Добро вечер на сите, благодарам што дојдовте во толку голем број. Јас стварно не очекав дека ќе биде вака полно. Јас сум Кирил Пенушлиски, јас треба вечерва да ве прошетам из изложбата. Таа прошетка нема да биде вистинска прошетка, ќе има неколку моменти, јас сакам да се усредочам кои што за мене се некако најважни и најинтересни. Меѓутоа, пред да почнам јас, тука е и ќерката на главниот актер вечерва, кој што сака да се заблагодари на Националната галерија и пред ќе давам незамалце збор. Јас би сакала да се заблагодарам на Националната галерија, пред се на директорката Рита Старова за нејзиното залагање, поднос на ресурса и за остварувањето на оваа изложба. Мислам дека без неја немаше да биде тоа што беше. И би сакала да прочитам еден курс за текст од Боја Татко, од Дневницата на Боја Татко, кој што е напишан 1991 година, кога е завршил фреската, обновувањето на фреската во домот Марко Цетенко во Трилеп. Знаеме сите дека на Борко Лазарски неговото дело во железничната станица кој што е свршено во 2006 година, а уништено во 64 година, жало само 6 години траело и останато како многу во свеста и како негово, можеби прво и грандиозно дело. За него беше огромна работа да при крајот на својот живот на 72 години успеа да го обнови во домот Марко Цетенко во Трилеп. И ова е еден сведок на крајот од неговата работа. 7 август 1921, крајот. Се дигна скелињата, се испразни и исчисти просторот, се ставија претињата и холот остана со фреската. Седам и ја гледам секоја груба, фигура, детај, и следам илјадниците фактички безбројни потези. Секој од нив помина низ мојата рака, прсти, очи, правен, неправен, плотвон во она што било пред него. Во сите нив е дел од мојата душа, срце, свест и љубов. Во безбројни комбинации на бои, форми, линии и тонови е вградена една визија, оживеена една замисла. Ја живеев со неа, ја разберем, плотен во неа и со неа. Го следев секој навес на мистријата, на градашката, секој потез на чеклите и како очите да ми се залепија, градија, останаа во фреската. Јас бев едно со неа. Сега е доправена, чиста, спасена од грозната преживеаност во 1963. Ја гледам, молчи, мирна, задоволна што ја врати душата и телото. Нема се гледаме. Ки си одам, ќе оставам. Кому? Нешто младно и тумно ми се бие околу срцето. Дали времето што доаѓа, дали луѓето од градот ќе знаат да ја дочуваат? Дали ќе знаат да создадат друштво со други свесни песни? Би сакал да живеам уште 100-300 години да ја дочувам. Зашто малкумина се тие што знаат дека уметноста го прави еден народ. Ја оставам фреската како син што ја оставам својата стара немоштена добра мајка и занимава за секојаш непотребно и спакано. Не знам кога, но јас сум тој кој наскоро ги завиде. Тој што може за нејзино добро. Чуете ја, зашто беше Византија, низидата декаденција и пауза и дојде оваа фреска за да ја обнови големата традиција. Продолжете ве полнам и молам, зашто само со уметноста ќе оставаме достојни да може. Мене ми е баш мило што го чувме овој текст, затоа што јас сакав своето излагање да го завршам баш со таа фреска, меѓутоа за да стигнеме до неја треба да породиме еден пат од неколку децении, кој што започнува со уметничката школа во Белград во кој што Борко се запишува во средината на 33 години. Сега треба да знаете дека Борко е малку необична појава во македонската уметност и во македонското сликарство, затоа што тој од рани години е талентирано дете кое што додека сите ние цртавме во тетрадките, па не знам по математика, ситни цртечиња, тој веќе на тинеџерски години прави едни цели серии на скици, на серии на цртечи кои што обработуваат една тема кој што после тоа тој си ја негова на еден начин. И јас сакав моето излагање да го започнам со оваа слика која што е од предвојниот период на
неговата уметност. Таа е убаво подпишана Борко Лазарски 39 година и од периодот кој што тој студира на Ликовната академија во Белград. Таа академија тој нема да ја заврши, после 41 година ќе се префали во Софија, значи во моментот кога Македонија под бугарска фашистичка власт ќе не земе и ќе дипломира од Ликовната академија во Софија 43 година. И сега малце да ја погледаме сликата, се работи значи за еден речеме класичен академски портрет на еден дечко, тоа е Драги Пепелјуговски, кој што ни е реалистично прикажан. Значи, свртен е портретираниот субјект кон нас, позадината е чиста, меѓутоа на незе се гледа, значи еден темпестуозен потез, има пастуозно едно сликање кое што ќе го видиме и покасно во неговите дела. Сега ова дело убаво се поврзува со неколку други кои што вие ќе ги покриете, значи со едно тамо позади едно малечко дрво с црно пел и други три од 36-та година, кои што покажуваат колку тој на вакви рани години е веќе еден солиден и интересен уметник. Сега сакам овој портрет, овој реалистички портрет, да го споредиме со таа слика тамо позади. Значи, таа слика која што е правена 52 година, 51 извинете, значи ова се работи за пастелна хартија, тоа се работи за масло платна. Дали можете да видите разликата? Не е техниката, туку е начинот на кој што ни е предадена композицијата на самото дело. Значи имаме една, да ја наречеме фамилијарна сцена, со ова е претпоставувам тиква, затоа што е жолта, во лубеница би требало да биде црвена. Со тоа една малечка овака мртва природа во долниот десен агол. Меѓутоа, начинот на кој што се предадени ликовите и формите и како тие се спојуваат во самата таа пирамидална композиција е она што нас не интересира. Значи, таа е решена чисто со едни тонални вредности на разните бои, кои што се понекогаш комплементарни, некогаш се спротивставени. За разлика, значи, од тој период, од таа сликачка тама, која што е повеќе едно академска. Ова гледа, значи, кон една, да речеме, модерна уметност, додека она тама гледа кон некоја уметност која што е, да речеме, академска или повеќе традиционална. Се разликата помеѓу таа слика таму и оваа слика овдека, по тие 10 години е нешто што се нему се случува кога ќе замине на школување во Париз. Сега, имајте ја, значи, оваа споредба на ум и ќе се префрлиме во следната сала, каде што ви кажувам повеќе малце за Париз. И сега, сите знаеме дека Париз е центарот на уметноста, од втората половина на 19 век па и до ден денес. И треба малце оној досадниот теориски дел кој што мора да ви го објаснам за да сватите зошто како се вика таа споредба таму ни е важна и како тоа е важно за развитокот на уметноста на Борко Лазарски. А тоа е дека французите во првата половина на 19 век имаат исклучително јака национална школа, имаат неколку академии како што е Бозарт или Академија Жулиан после тоа. И имаат неколку салони, салон на независни салон, пролетен салон, есенски салон, кои што се центар, значи, на европската уметност секој пат кога ќе се отворат. И тоа ќе резултира со разни експерименти кои што после тоа ќе дадат ликовни експерименти кои што ќе се развијат после тоа во сите изми кои што денеска боли глава. Нели имаме првен импресионизам, па неимпресионизам, па постимпресионизам, па имаме символизам, па после тоа во 20 век почнува фовизам, па кубизам и синтетички и аналитички, дадеизам, надреализам, од сите изми боли глава и се добија на крај стробизам. Меѓутоа сите тие потекнува, значи, од тој амалгман, значи, на неколку разни фактори кои што се појавуваат во Париз во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. И сега во 20-тите години кога надреализмот и дадеизмот ќе бидат главни во светската и во таа француска уметност, има една група на сликари кои што малце ќе се побунат. И ова се група на сликари кои што ние денеска буквално не ги знаеме, меѓутоа кои што се исклучително важни за да поминат моторите, исклучително важни, значи, за уметноста на повеќе земји, вклучувајќи и тука сите бивши југословенски републики. Значи, кога збориме за развитокот на уметноста, ние збориме, не знам, за Пикасо, и за Матис, и за Дерен, и за Влеменг, значи за сите оние големи имиња. Меѓутоа, тоа ви е отприлика како денеска
2017 година, ако се појавило најдобрата кола било Ферари, меѓутоа никој од нас нема дома Ферари. Сите имаме нешто друго, имаме Ford Focus или имаме Шкода, некој така натаму и така натаму. Значи ние само збориме за големите имиња, меѓутоа под нив има еден цел сектор, значи една цела плејада на други уметници кои што исто се толку мајстори, исто се толку добри значи во својот ликовен израз, меѓутоа кои што историјата на уметност на еден начин имаат се ги занемерува. Сега, тие групи да ги наречеме втора категорија уметници, формираат една школа која што никогаш нема објавено манифест, меѓутоа која што се вика Нова Париска школа. И тоа се уметници како што е пример Хаим Сутин, Мојше Кислинг, Липшиц. Еден од тие и Андре Лот кој што е главен за југословенската уметност. Има некакви длабоки вековни врски помеѓу Србија, која што е на ликовната сцена е главна во Југославија во 20-тите и 30-тите години, и Франција. И една цела плејада на прво на српски, после тоа и на југословенски сликари ќе идат и ќе студираат во Париз, точно во ателието на Андре Лот. Сега јас ја припремив листата да ја прочитам, момент само, затоа што толку многу се да некако не иде сите да ви ги памтам. Само момент, каде беше? Еве. Ева каде видиме сега. Значи Сава Шумановиќ, Момчило Стојановиќ, Милица Чегевиќ, Миленко Шербан, Иван Лучев и Станка Лучев, значи жена му, Антон Хутерен, Милан Шолтра, Сава Рајковиќ, Војо Димитриевиќ, Сонја Ковачевиќ, Ото Пострашен, Сергеј Глумац, Петар Добровиќ, Стојан Арлица, Милан Коњовиќ, Зора Петровиќ, Лазар Личеновски, Ристо Стивовиќ, Тома Росандич, значи сите тие скулптори и сликари поминале низ ателието на Андре Лот. И кога се враќаат од Париз, сите не изгледаат исто, меѓутоа се исклучително блиски во својот ликовен израз. Не се работи значи за поземување на иконографски цитати од уметноста на Андре Лот, туку за едно теоријско предавање кој што тој го вклучува значи во својата студија. Значи тој има посебна студија каде што тие се запишуваат. И тие се блиски во концептот и начинот на кој што размислуваат. Борко Лазевски, кога ќе отиде во Париз, има едни два периода. Првиот период е кога ќе биде на некои други академии, тоа е мање више овој период каде што тој прави едни, да ги наречеме, романтистички, сладки пейзажи кои што се создадени од импресионизмот. Тука ќе ги видите сега, ова е 47, ова е 48. Таа импресионистичко влијание кој што се појавува примерно во овие пейзажи, гледате каква е таа емотивно предадена пейзажот, или пример мене овој овдека повеќе ми се свиѓа, значи ова е почетокот на 46-та година, ова е темпера на хартија, една традиционална париска сцена, значи се сработи за една улица со некои куќи кои што се обиени во некоја магла, едно плавичасто небо, кое што е повеќе ни предава идејата за пейзажот, значи за гледката околку некаква емотивна содржина. Сега, сето тоа ќе се промени кога ќе отидеме на овој зид. Значи, каде што се гледа таа приступот на Андре Лот кон решавањето на некакви технички проблеми. И точно е ово што јас го спомнав кога, пример, Петар Добровиќ и Антон Хутер изгледаат многу блиско. А тоа е начинот на кој што Лот им предава на своите студенти. Првento има еден типично аналитичен пристап кон работата. И јас ќе ви покажам и на другиот телевизор, таму имаме оваа значи студија, жена која што чита книга, е всушност дел од неколку други цртежи, приправни скици, кои што и ќе видиме како се развиваат тие во прогресија. Меѓутоа гледате како имаме едно дводимензионално решавање на прикажаната сцена со такви значи спротивставени бои каде што се спојуваат. Тоа таквото тонско решавање на сликарските композиции потекнува точно од Андре Лот. Меѓутоа, аналитичкиот приказ и аналитичкиот пристап кон решавањето значи на предадената сцена, без разлика дали се работи тоа за жена која што чита книга или за овој портрет, или за ова вдека исто прекрасна една фигура, значи еден женски акт, е она што нас треба да ни остане. Овој аналитички пристап кон сликарските проблеми Борко ќе го земе значи во својот арсенал и ќе го користи до крајот на живот во сите негови и серии и сите негови дела. Значи позади вас ни е представен багдадскиот период,
кој што е, јас немам многу да зборам за него, меѓутоа повторно се гледа таа студиозност во решавањето на таквите проблеми. Значи, кога ќе се прошетате после тоа сами, обрнете внимание на анализата овие и примерот и како тие се аплицираат на другите. Сега, ова што Андре Лот ни го кажува е, значи, само дел од она за кој што јас навистина сакам да зборам, а тоа е за главната таа фреска за која што и русице започна представата. Значи, идеме повторно овамо. Оваа сала е најинтересната сала, барем за мене, на оваа изложба. И таа е целосно посветена на една фреска на Борко Лазецки, која што е била насликана во Лизнат хол во старата железничка станица во Скопје. Таа е започната 51 година, завршена е 56-та, свечено е отворена на 29 октомври 56 година. Меѓутоа, тој ја слика само 6 месеци. Предходните, значи 5,5 години, биле предадени, поминати во припрема, значи, на изведбата на фреската. И сега, за да ја сватите фреската, јас пробав да најдам добра фотографија, која што, нажалост, не постои. Пред да почнеме на фреската, извинете, ќе се вратиме, ве сега ги видов. За да го приметите тој аналитички, значи, пристап кон решавањето на некакви сликарски проблеми, тоа е таа жената која што чита, која што се појавува повеќе варијанти. Каде што имаме, значи, упростување на формата и почнува Борко да се игра со тие, да ги наречеме, секции, партии, значи, на чисти бои, каде што линиите ја доловуваат формата на предадениот субјект. И има уште една трета, каде што имаме комплетно, значи, абстрахирање на формите, значи, на линиите, на цртежот кои што претходно ги гледавме во другите две слики. И сега имавме тука уште еден файл кој што не знам зашто не сака да се отвори, каде што сите три беа ставени еден до друг, за да ја можете да видите разликата. Меѓутоа, тоа, ако ми дадете мејл, ќе ви го испратам тој файл со трите фотографии, па ќе си го гледате дома, како што стално викам на моите студенти. Меѓутоа, слободно можете после тоа да си играте со телевизорот, за да ги видите, значи, споредбата помеѓу ова што јас имам како последна верзија, нешто што е измеѓу, додека да се упали, каде што се уште се гледа цртежот, кој што во последната верзија замена чисто со тие секции на боја. Значи, за фреската треба прво да ви обяснам што значи и каква била таа фреска. Мислам, ние збориме дека тоа е едно монументално дело, меѓутоа, затоа што таа фреска повеќе не постои во колективното сеќавање, значи, на македонците, на скопјаните, веќе од 63 година па наваму. Тоа е со димензии, значи, 5 на 45 метра. И такво дело денеска во Скопје, не во Скопје, во Македонија нема друга. Што више, во моментот кога се изведува таа фреска, такво дело со такви монументални димензии нема во Југославија. Воопшто, монументалната уметност и монументалната фреско сликарство, ако ги одземеме византиската уметност, или Македонија има барем византиска уметност, во предвојниот период имаме само неколку такви фреско живописи. На животот на Стајсиевиќ во Народната банка, бившата Народна банка, која што исто падната 63 година, меѓутоа таа е релативно мала композиција. Имаме неколку фрески на Никола Мартиновски, од кои што денеска останат еден зид во Вилата Шкаперда, значи во денешна италијанска амбасада. Има едно на булевар Јена, кој што е останат само фрагменти и уште едни фрагменти кои што се извадени од зид со бушилица. Све она друго што Мартиновски направил, кој што ни прилично не е со такви димензии, е денеска загубено. И одеднашка се појавува 51 година Борко Лазецки, кој што подпишува договор, значи, за правење на една монументално дело, ви кажам, значи, 5 на 45 метра. Мислам, овдека што ви е на тој зид ставено, тоа е дел од картуните кој што се припрема за фреската. Инаку фреската, затоа што е толку голема, тоа се 45 метра на влезот на централна железничка станица, човек не може да ја види одеднашка. Значи, и затоа таа е на еден начин поделена на 7 различни делови. Значи, првиот дел е само парче од оној картон тама што го видиме. Тоа е германскиот окупатор кој што стрела луѓе. Ова е делот вториот, ова е всушност вториот дел и после тоа идат овие. Значи, е момент каде што имаме, обично се нарекува повикувачот, значи тоа е таа фигура која што повикува на борба против окупаторот. Па онда имаме, ова е претпоставам сега левиот дел на четвртиот дел од фреската, значи борбата на народот,
кој што овдека извинете сега за црно-белите фотографии, меѓутоа тоа бе единствените што ги имам, и да се превземени од книга која што е штампана 79 година, па се за тоа со малце шкљев од оваа резолуција. Значи борбата на народ, ова е левата страна, борбата на народ од десната страна каде што се непријателите. И ова многу попалека иде. Кој што се, фала Богу, значи контрастно прикажани од спротивна страна со повеќе со подобро наоружување, со коњи. После тоа ги имаме тоа е овдека, кој што е уствари прикажано како скица, ранетиот војник кој што 20 другари го носат. Значи на првиот транспарент, да го наречам, од лева страна тамо, ја имате во боја скицата на фреската и ќе можете сите овие делови тама да ги видите. Меѓутоа да се навратам јас малце на самата композиција. Значи на сите овие делови од фреската се појавуваат тие аналитичкиот пристап кој што ние го видовме кај Андерлот, кој што Борко го всушност го превзема од Андерлот. И во неколку дневници кои што се уште не се публикувани, јас се надам дека Росица мене ќе ме дозволи да ги прочитам. Има разни скици каде што Борко се припрема, значи, за изведувањето на фреската. Каде што тој размислува, значи, за самото начинот на кој што е поставена, на тоа колку е голема, па за тоа се поделени на секции, на тоа какви бои ќе се употребуваат во долниот или во горниот дел од изведбата. Затоа што горе, кој што е блиску до самиот кров, нема доволно светло, па тама се посветли бои. Значи имаме една идеја за едно студиозно припремање. И тој тама картон, значи тој е дел од сите картони кои што се припремите скици за фреската и кои што се изведени во размер 1:1, се уште се чуваат во музеот на град Скопје и би било добро ние да организираме уште една изложба посветена на Борко Лазарски, каде што ќе бидат изложени сите картони еден до еден, за да ние можеме да ја видиме целата фреска. И некој гледате како тој картон е работен и тој е поделен, значи, на тие квадрати кои што се полесно после тоа да се пребаци на самиот цид. Инаку самата фреска е работена во техника фреско боено, кој што е специјален начин на сликање на техника, тој е перманентно најстабилната техника за изvedба на фреско сликарство, затоа што се слика на малтер кои што претходно се влажни. И тука има многу проблеми, значи не можете постојана е затоа што малтерот, влажниот малтер и пигментот кој што го нанесувате се соединуваат, па после тоа фреската не може да се олјушти како што во некои други техники. Меѓутоа има проблем затоа што не можете да изведувате корекции и при тоа сликањето на влажниот малтер можете да насликате, значи, само онолку колку што вие навлажните. Обично тие делови се викаат џорнате, значи колку што можете да насликате на еден ден, толку ќе бидете навлажните. Сега, при самата изведба на таа слика, јас зборам за скици, и има повеќе такви кои што се прикажуваат не само иконографски делови, како што е, например, тоа малечкото овдека. Сега повторно ќе иде без микрофона, ама ќе се потрудам јас да зборам малце повисоко, каде што Борко истражува неколку разни можности или неколку разни композиции пред да се усредрочи на главната, значи, финалната композиција. Значи другите, слично како и тој со ранетиот, прикажуваат само ситни делови од финалната композиција. Значи ова е делот од дрво и една партизанка кој што покажува една необична студиозност за македонски уметник. За жал, македонските уметници сите се малце, да ги наречеме, мрзливи, затоа што кога ќе откријат една композиција или кога ќе решат некаков сликарски проблем, после тоа некако не го искористуваат. И тоа е одлика дури на Мартиновски, на Личеновски, одлика и на некои од другите поновите уметници. Меѓутоа, мене овие две многу ми се свиѓа затоа што тоа е веќе завршена слика која е сама за себе. Тоа е, значи, решение кое што Борко го нашол за главната слика, за главната фреска. Да, значи кое што сликарска композиција и решение кое што тој е нашол за главната фреска, која што е после тоа извадена и предадена како завршено дело.
И ова дека добро е, мене ми се свиѓа што гледа точно значи на тие тама што ги гледавме од Андре Лот, кој што покажува значи еден начин на сликање, еден начин на разбирање на проблемите, кој што директно можеме да ги поврземе со тие таму студиозни студиите што ги гледавме претходно, каде што имаме повторно такво едно сликање со зобрени линии, со слични и комплементарни тонови, со еден посткубистички и, да го наречеме, конструктивистички пристап, каде што тој полека ја гради формата на прикажаната фигура. Гледате каква е сочината раката, па после тоа лицето, па дури пушката која што е соградена од тие неколку секции кои што меѓусебно се дополнуваат за да се даде еден вертикален акцент на самото дело. Сега, јас мислам дека и ова е по принцип све што до сега ви кажував, осим тоа тамо за Лот кој што мене ми стои на глава и мислам дека треба да напишам книга за него, можете да го прочитате во неколку студии кои што се објавени за Борко Лазарски. Она што е мое лично убедување, кое што јас се потрудам во следните неколку години малце поише да го истражам, е дека неговата кариерата на Борко Лазарски ние можеме да поделиме на два дела. И тоа пред и после. И тоа не се пред и после изведбата на оваа фреска, туку се пред и после Скопскиот земјотрес 63 година. Сега го зборам затоа што ми се чини дека во тој 26 или 63 година дека Борко претходно бил свесен за тоа што направил. Значи збориме за едно монументално дело, кое што сите луѓе кои што ќе дојдат во Македонија ќе го видат. Мислам, тогаш нема, како се кажат, нема аеродроми, нема авиони кои што летаат секои 5 минути, визер не постои. Никој нема свој автомобил па да патува, сите патуваат преку железничка. И железничката станица која што од 38 година е централниот, значи, не културен, туку транспортен јазол на Скопје и со тоа на Македонија. Значи, таа железничка станица ќе поминат сите што доаѓаат во Македонија и тие што си одат од Македонија. И сите кога ќе влезат во таа железничка станица ќе го видат монументалното дело на Борко Лазарски, кое што е со толкави димензии да ние денеска не можеме точно да ја видиме. И нему му е јасно дека не само што е прв, значи што прави едно такво монументално дело, туку и дека сите ќе го видат тоа дело, дека тоа ќе стане дел од колективната свест на македонскиот народ и со тоа ќе стане колективна дел од нашиот национален идентитет на еден начин. Всушност се работи за она дека ние до 45-та година, пред 45-та година сме биле дел од некаква, сме имале колонијален статус и последен пат кога сме биле на еден начин самостојни било Марко Крале. 45-та година кога се ослободува Македонија и стануваме конститутивна членка на таа Југословенска федерација, за прв пат имаме значи македонска писменост, македонски јазик, македонскиот народ си го добива она што го бара веќе со векови. И таа фреска, значи македонската борба во народно-ослободителната војна, каде што ги гледаме жртвите кои што што сме ги дале, тој таму ранетиот војник и таа повик за борба на слобода и напокон таа фигура која што лета, која што треба да ја видите значи на тој последниот тамо табак. Се дел од она што нас ни се случува од нашиот идентитет, од не е само таа нашата историја, туку од битот на македонскиот народ. И затоа 63-та година од денешка тоа го снемува. И Борко, кој што мислам дека во оваа фреска, во ова дело ствари го дава или го вкајува, да бидам малце попоетичен, целата своја љубов, целото свое знаме од денешка го снемува. И тоа е како да си изгубиле првата љубов. Од денешка таа девојката што вас ме правела, не знам, ви ги полнел очите, од денешка ја снемува. И дека останатиот дел од неговата кариера е проведен во некакво трагање, во некакво жалење по таа фреска и по тоа дело. И затоа напокон 90-91 година кога се прави значи тој обновување на таа фреска, некако нему душата малце му се враќа на место и тоа беше точно текстот кој што Русица, видите како убаво, ова не беше договорено меѓу нас двајца, меѓутоа текстот што таа го прочита точно тоа, се осеќа значи неговото задоволство дека еве повторно таа фреска некако ќе остане, некако ќе живее. Сега отприлика ова беше она што јас сакав да го кажам за овој дел од изложбата. Ако имате било какви прашања, слободно тука сум. Сам ние можеме уште еднашка после тоа да се прошетаме повеќе неформално за некои други и да си поразговараме за некои други аспекти за уметноста на Борко, меѓутоа главната поинта која што сакав да кажам е што тоа.